Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска сме 19. јануари, среда 2022 година. Сонцето изгреа во 6 часот и 54 минути, а ќе зајде во 16 часот и 33 минути. Ово се однесува овде во Тиквишијата. Секако денеска, според прогнозата која ни кажува дека ќе имаме релативно сончев ден, но доста студено. Така да утрово во Кавадарци 8 со -4, а ќе биде некаде до +5 степени. Во останатите делови на нашата земја, во западните делови ќе имаме температура од -8 до 0, во Скопскиот регион -4 до 6 степени, Команово -7 до 3, потоа Беровскиот регион релативно студено утро, -9 до 3 степени, Струмичкиот регион исто така со Гевгелија некаде +1 до 9 степени, како што реков, Кавадарци ќе биде од -4, -3 до +5, Пелагонискиот регион -7 до 3 и Охридскиот од -4 до +4. Значи наутро студено, а преку денот сончево со мала локална облачност ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Што се однесува до утрешната температура, прогноза, значи за утрешниот ден, таа вели дека ќе имаме сончево со мала локална облачност кон крајот на денот. Во западните делови облачноста ќе се зголемува во текот на ноќта, кон петок во западните и северните делови ќе има локални врнежи од снег кој понекаде на пониските места ќе започнува со краткотраен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец, особено во западните делови каде што повремено ќе се засилува. Според прогнозата што овде имам за следниве 3 дена, за 21, значи петок, прогнозата е дека ќе има снег. Облачно со повремени врнежи од снег, особено наутро и предпладне. Врнежите ќе бидат пообилни секако во западните делови, каде насекаде ќе се формира снежна покривка, на планините ќе се зголеми снего. Така да искористите го денешниот ден, почитувани гледачи, сончев ќе биде, иако е се уште студено во смисол, но пак имаме позитивна температура, позитивни температури. Што се однесува до воздухот во Кавадарци, утрово според мерната станица е чист. Значи според мерната станица и тие податоци што таа ги дава, денеска воздухот во Кавадарци ќе биде чист. Така да искористите го вие кои можеби не работите денеска или сте пензионери, а можете да се движите, излезете некаде кај 12 часот, ќе биде убаво, пријатно време за прошетка. Еве тоа беа утринските информации што се однесуваат до прогнозата. А да видиме што ни кажува ово утро АМСМ, значи тоа се информации за помош на патиштата. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. Сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез во државата. Повторно има работи на некои патишта, како што е, например, патот Свети Николе Миладиновци, треба да се вози внимателно, има одрони, големи одрони, сообраќајот е пренасочен само кон една коловозна лента во должина некаде од 150 метри. На самото место е поставена соодветна сообраќајна сигнализација и затоа да се вози внимателно на таа делница, почитувани гледачи, ако имате намера да се движите. Самите знаете дека
все още важи законот за зимски услови, односно се носат оние синџири и се оно што е потребно за зимски услови. Еве тоа беа сервисните информации на самиот почеток на ова наша емисија. Одиме сега со една песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Бога би знаел ти, земја бежа ли Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Би знаел ти, земја за која копнеја, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Еве не повторно во живо во нашата емисија, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма која се емитува секој утре од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Сакам да ги поздравам нашите гледачи од Србија, од Хрватска, од Словенија. Овде гледам на екранот дека имаме гледачи, па секако и од Македонија, од повеќе градови, од Германија, Австрија и прекоокеанските земји. Така да сите ве поздравувам и ви посакувам да имате убав и благословен ден. Секако ова емисија се снима и ќе може да ја прегледате и во другите делови од денот на нашиот канал, YouTube канал Радио Глас на надежда. Бидете слободни, споделете ги овие информации со вашите пријатели. Сега следува рубриката Капки на мудроста, во кој сакам да прочитам неколку интересни мисли и мудрости кои верувам ќе ни бидат од полза. Вистинското богатство на човекот е доброто што го прави во животот. Тие што дават имаат се, тие што задржуваат немаат ништо. Затоа во Библијата вели дајте ќе ви се даде и така натаму. Толку многу јазици на светот, а сите се смееме и плачеме исто. Тоа е целосна вистина. Многу јазици има, многу дијалекти, меѓутоа сите плачеме и се смееме на ист начин. Да се има мир во душата е најголемото богатство. Лесно е да простиш на некого кој те излажал, но тешко е да си простиш себе си што си поверувал. Минатото е крадец што не може ништо да даде, а може да ви ја земе убавата иднина. Еве ќе повторам, минатото е крадец што не може ништо да даде, а може да ви ја земе убавата
idnina. Navistina, to je točno. Bitkата ја добива само оној кој одлучил да победи. Многу е важно со какви мисли се занимава нашиот ум, почитувани гледачи. Ако сме оптимисти, ќе имаме напредок. Ако сме песимисти, постојано тоа ќе не влече назад, како да сме врзани со некои тегови за нозете и тоа не влечи надолу. Роден си оригинал, не умирај како нечија копија. И точно е така. Сите ние сме уникати пред Бога. Неповторливи сме. Може да бидат двајца близнаци, но сепак тие се различити. И по карактер, и по други многу нешта. Љубовта не се искажува со тупаници, таман работа. Тоа е нешто најдолно, некој тоа да го работи. Кога пријателот е против вас, значи или сте апсолутно во право, или пак многу грешите. Еве и тука има некоја вистина. Добро воспитаниот човек е оној кој знае да го поднесе оној кој тоа не е. А ги има такви колку што сакаме. Значи, добро воспитаниот човек е оној кој знае да го поднесе оној кој тоа не е. Милостивата молба го омекнува и најтврдото срце. И најголемите таленти се губаат во неуредноста. Не се сите будни кои имаат отворени очи. И навистина тоа е така. Има вистина во ова изјава. Не се сите будни кои имаат отворени очи. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Значи, може човек да вика и да употребува и звучници, но ако аргументите не му се силни, ништо не вреди. Може да се пушти до крај звучникот да го пренесува гласот, но ако не е тоа вистина, ништо не вреди. Оно што законот го дозволува, често го забранува. Не се жали што си остарел, но гумина ја немале таа предност. Навистина, кога ќе дојдат години за кои Давид вели не ми се милијат и едноставно се тешки, но сепак Бог те благословил со одреден број на години. Има млади луѓе кои заминале од овој свет, кои го завршиле својот живот по разни основи и затоа, ако имаш години, можеби се тешки, има и болести во тие по големи години, да кажем, во староста, но сепак да бидеме благодарни за секој ден што Господ ни го дава. Осмехот е ист на сите јазици. Како што претходно читавме дека плачеме и се смееме на ист начин, без разлика на кој јазик зборуваме, исто така осмехот е ист на сите јазици и е разбирлив е кога ќе го видиме на лицето. Раката која подарила цвеќе и самата мириса. Затоа подарувајте цвеќиња, почитувани пријатели. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина. Ако сакаш да стекнеш непријатели, кажи им дека не се во право. Прави добро и надевај се на добро. Иако на ова земја, на жалост, не е секогаш така, но сепак ние да правиме добро колку стои до нас. И сега уште една, ожени се на брзина, ќе се каеш на тенане или на мир, што велат луѓето. Има, вистина и во тоа. Ајде сега да го проследиме примерот, приказната за деца и за возрастни. Насловот на ова наша денешна приказна е Верното овчарче. Едно младо момче по име Герхард било овчарче и добар пријател. Тоа било многу сиромашно момче. Еден ден, додека го пасело стадото овци, кој му било доверено, еден ловец излегол од долината пред шумата и се упатил кон ова младо момче, односно младо овчарче. Кога се приближил до него, го запрашал: "Момче, колку далеко е најблиското село?" 10 километри, господине, одговорило момчето, но патот може многу лесно да се промаши. Ловецот погледнал низ рамнината и рекол: "Јас сум премногу гладен и жеден, ги изгубив и моите пријатели, остави ги ти сега твоите овци и покажи ми го патот, добро ќе те платам за тоа." "Не можам да ги оставам моите овци, господине," одговорило момчето. "Тие може да застрнат во шумата и може да бидат изедени од волци или украдени од крадци," продолжило момчето понатаму. "Но
Zašto se griži za ovcite? Го запрашал ловецот. Тие не се твои овци? Загубата би била на твојот господар, а јас ќе ти дадам повеќе отколку што заработуваш за една година. Не можам да дојдам, господине, повторно Герхард понизно одговорил. Мојот господар ме плаќа за моето време и ме ги довери од неговите овци. Ако јас го продадам моето време, но кој не ми припаѓа на мене и овците се изгубат, тоа би бил исто како да сум ги украл, се обидувал да објасни момчето. Тогаш рекол ловецот, дали ќе ми ги довериш своите овци, мене, јас да ги чувам, а ти отиди долу во селото да земеш малку храна, вода и водич. Јас ќе се погрижам за нив наместо тебе. Момчето одмавнало со главата. Овците не го познаваат вашиот глас и тука застанал. Престанал да зборува. И што? Не можеш да ми веруваш? Дали ти личам како нечесен човек, прашал налутено ловецот. Господине, одговорило момчето, вие се обидувате да ме натерате да ја изневерам до вербата и да го прекршам зборот кој го дадов на мојот господар. Како да знам дека вие ќе го одржите својот збор кон мене? Ловецот се насмевнал затоа што сватил дека момчето го довел во тесно. И потоа тој рекол, гледам дека си добро и верно момче, нема да те заборавам. Покажи ми го патот, а јас ќе се обидам самиот да се снајдам. Герхард потоа ја понудил храната која имал во својата торба на овој гладен човек, кој изел со задоволство. Веднаш потоа дошле неговите придружници и Герхард на негово изненадување открил дека ловецот бил голем земјопоседник кој ја поседувал целата земја. Земјопоседникот бил задоволен со честноста на ова момче и затоа кратко потоа го побарал кај себе си и го платил неговото образование. Во годините што минувале, Герхард станал голем и мокен човек, но се ја задржал искреноста, честноста до последниот ден. Еве, почитувани гледачи, ова беше кратката порака, односно пример за децата и за нас возрастните, да ги учиме нашите деца да бидат честни, да бидат вредни и одговорни. Гледате, ова момче било овчарче, му било доверено да ги чува овците. Може лесно да биде заведено, бидејќи човекот му понудил повеќе пари отколку цела година што заработувал чувајќи ги овците. Но сепак, она што било всадено од неговите родители во неговото срце, тој се држал за тоа. И затоа мудриот Соломон вели, учете ги децата додека се мали. Учете ги, внесувајте добри елементи, почитувани родители, на вашите деца, на вашите мали деца. Тие ќе бидат, ќе пораснат со тие карактерни доблести кои се многу потребни и вредни и барани денеска во овој свет, да бидеме навистина постојани на својот збор, да не бидеме како ветерот таму вели што не лула на секој начин. Едноставно, овој пример ни покажува колку вреди да бидеме честни, да бидеме вредни и упорни во она што е позитивно. И на крајот, овој земјопоседник кој бил богат, видел дека во тоа дете ќе се роди, односно ќе се изгради еден вистински позитивен човек. Го зел кај себе си, го платил неговото образование и во годините кои поминувале, Герхард станал голем и славен и мокен човек, но се задржал искреноста и честноста до последниот ден. Денес имаме наши пријатели кои стануваат министри, председатели на држава, на влада и едноставно ги минуваат своите карактерни особини. Може биле добри кога биле во народот, што се вели, а кога станале, кога добиле некоја власт, станале арогантни, недобри, повлечени, горди, така натаму. Но нека ние бидеме такви какви што Бог сака да бидеме, поштени, односно честни, добри, да зрачиме позитивна енергија. Еве, тоа беа капки на мудроста во ова рубрика, почитувани гледачи, и примерот кој што току го слушнавме. Одеме сега со уште една песна, потоа повторно се враќаме во нашата емисија. Dojdохме да те прославиме.
Еве неповторно назад во емисија, почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Сега е време кога ја читаме и коментираме утринската порака. Не сум заборавил, денеска е, како што спомнав, 19 јануари, Водици, за еден дел од христијаните го славаат овој празник во чест на Христовото крштевање, богојавление или водици. Затоа малце подоцна ќе кажам, после утринската порака. Така да еве поздрав до сите они кои го прославуваат овој ден Водици. Сакам да ги поздравам и гледачите од Босна. Овде имаме еден гледач кој не поздравува, благодарам на поздравот. Еве и ние ви возвраќаме. Следува утринската порака која наоѓаме во Псалам 2 глава 8 стих. Побарај од мене и ќе ти ги дадам народите во наследство и земските краишта во собственост. Нивата е светот. Тој текст од Евангелието според Матија 13 глава 38 стих. Ние денес подобро го разбираме значењето на оваа изјава, отколку апостолите во времето кога примиле налогот за проповедање на Евангелието. Целиот свет представува пространо мисионско поле. Ужасната состојба во која се наоѓа светот како да наговестува дека Христовата смрт скоро како да била залудна и дека сатаната триумфирал. Но тоа нас не измамува. И покрај привидната победа на сатаната, Христос и понатаму го извршува своето дело во небесното светилиште како и на земјата. Свечената света вест на предупредување мора да биде објавена и во најтешките полиња за работа и во најгрешните градови, на секое место каде што тројната ангелска вест се уште не стигнала. Секој мора да го слушне последниот повик на свадбената вечера на јагнето. Од град во град, од село до село, од земја до земја, веста за вистината за сегашното време мора да биде објавена не со надворешен сјај, туку со силата на Духот Свети. Пред човекот да стане припадник на Христовото царство, неговиот карактер мора да биде очистен од гревот и посветен со Христовата благодат. Христос копне да ја покаже својата благодат, да го втисне својот карактер и својот лик во целиот свет. Нема оној кој се побунил на небото му ги понудил сите царства на овој свет, за да ја купи неговата покорност на начелата на злото. Но тој дошол да го воспостави царството на праведноста и затоа не можел да биде купен. Не сакал да се одрече од својата намера. Оваа земја е неговото откупено наследство и тој би сакал луѓето да бидат слободни, непорочни и свети. Иако сатаната се служи со човечки орудија за да ги попречи Христовите намери, се уште има победи кои мора да бидат извојувани со крвта која беше пролеена за овој свет. Победи кои ќе му донесат слава на Бога и на јагнето. Неговото царство ќе се прошири, ќе го опфати целиот свет. Христос нема да биде задоволен се додека победата не биде целосна. Меѓутоа, ќе се зарадува поради трудот на душата своја и ќе ја види светлината. И ќе се уплашат на запад од името на Господ, на исток од славата негова. Еве, тоа беше кратката порака утринска, почитувани гледачи, кој носеше наслов го опфаќа целиот свет. Значи, славата Господова, Христовото Евангелие, таа радосна вест треба да ја опфати целата планета, целата земја. Сатаната ќе покушава да го спречи тоа на разни начини. Тој ќе подига вируси, бактерии, разни болести, војни, земјотреси, се со цел да ги спречи луѓето да немаат време за Господа, туку своите мисли да ги насочат повеќе кон стравотиите, кон страшните работи кои се случуваат на оваа земја. Навистина еден болен човек кој лежи во болница на постел, тој нема време за Бога. Тој не може така духовно да медитира и да се посвети целосно на Бога, затоа што е окупиран со своите болки. Знаеме дека како овде што текстот ни кажа, кога Исус беше на оваа земја, сатаната му ги понудил сите царства само да го поколеба, да го спречи од намерите да не оде на крст. Сатаната знаел дека ако Исус отиде на крст, со него е готово. И знаеме дека денеска сатаната е победен непријател. Тој од крстот навамо ги одбројува своите часови и денови како последни.
i naskor kog Isus ke dojde, za sekojaš ki bide očisten, odnosno uništen. Ova zemlja je njegovото otkupeno nasljedstvo i to bi sakal logito da bidat slobodni, neporečni i sveti. To je namerata Gospodova, počtovani. Zato Isus došao na ova zemlja. Zato on došao da ne oslobodi. I neka Gospod na vistini deneska ne oslobodi od zamkite na gjavolu, zašto Bog znaje. To i gi gleda rabotite, što nije negi gledame. Neka i ovaj den bide blagosloven za site nas, počtovani gledači. Vi site koji sakate da izučuvate Biblijata pod dopisem pat, imate posebna prilika na način online, znači preko vašete mobilni telefoni, preko vašete laptopi, kompjuteri doma da izučuvate Biblijata. I zato je vesega odreže ki bide puštene reklamata, poglednete ja i vlezete vo ta web stranica, znači biblijatazborova.mk i ke može da se zapoznajete. Sekako posle koji ke završi misijata, to napravete go, da i vidime sega reklamata. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во емисија во живо, почитувани гледачи, продолжуваме со нашата денешна програма. Како што спомнав денеска, за еден дел од христијаните е празник Водици. Во Македонија е дури неработен ден. Доаѓајќи према студиото, во центарот на градот има река, се вика Луда Мара, и веќе е заграден тој предел кај што водата поминува, направи еден голем вир, каде што некаде во 12 часот ќе биде фрлен крстот и многу луѓе ќе бидат тука сведоци да присуствуваат на таа манифестација. Може би се прашувате дали во Библијата постои такво нешто запишено, да ние како христијани го правиме во нашиот верски живот. Нажалост, не постојат такви адети, такви обичаи, запишени токму денот, односно начинот како Исус бил крстен, но точно се знае по историските тие податоци дека Исус не бил крстен во јануари месец под такви зимски услови, туку еве што ни вели Библијата. Би сакал да ве потсетам сите вас, почитувани гледачи, кои имате дома Свето писмо, отворете во Матеј 3 глава од 13 стих, па јас ќе прочитам само неколку поради времето, но да се подсетиме што се случило на денот на Исусовото крштевање. А претходно би прочитал, значи 3 глава, еве 5 стих, може да ме пратите, 6 стих, и тој крштаваше. 5 стих, тогаш излегува кон него Јерусалим, цела Јудеја и целата Јорданска околина. И тој ги крштаваше во реката Јордан, а тие ги исповеда своите гревови и така натаму. Значи Јован Крстителот крштава луѓе. И сега во таа голема поворка, луѓе доаѓале преку 100 километри доаѓале на реката Јордан да бидат крстени. Значи од цела Јудеја доаѓале и дошол Исус Христос. Тогаш Исус дојде од Галилеја до Јордан. Тоа е прилично далеко, а луѓето тогаш оделе пешки и вели дојде при Јована за да се крсти од него, а Јован го одвраќаше велејќи: јас имам потреба да се крстам од тебе, а ти доаѓаш при мене. А Исус му одговори: позволи го сега тоа, зашто така ни прилига да ја исполниме сета правда. Тогаш тој му позволи. А кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата и ете небесата му се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: овој мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Почитувани гледачи, Исус се крстил на 33 години.
odnosno na 30 godini, a 33,5 godini работел. Исус бил полнолетен, на 30 години направил, што се вели, завет со Господа. Иако Исус не бил грешник, немал гревови, но сепак тој, како овде што вели на Јована, остави го сето тоа, треба да го исполниме законот. Никаде не е запишано дека во Библијата да е запишано да евреите влегувале во водата кога Исус се крстил, дека фрлале крст и така натаму. Сега овде имам отворена енциклопедија на интернет и може да читате како тоа се вовело во христијанството, тој адет. Значи, тој обичај, на жалост, е измешан дел од паганството, дел од христијанството, од Библијата, од религијата. Значи, измешано е од паганската религија и сега тој празник е наречен водици. Се фрла, значи, крст во водата, кој би требало да ја освети, да ја очисти водата. Некои жени земаат од таа вода. Интересно е река која тековна течи, а зимат жените вода и ги носат дома тие стомни или бардаци, ја чуват таа вода и цела година ја користат како света вода. Го бакнуваат крстот тие кои ќе го фатат, одат по куќите, собираат пари и така натаму и веруваат дека ете ќе бидат благословени. Меѓутоа, повторно ќе кажам, овој ритуал во чест на Христовото крштевање потекнува од египчаните. Тоа е, значи, едноставно, тој ден бил посветен на боговите во старо време и тоа, на жалост, превземано од египетската традиција, пресликано во христијанската традиција. Значи, тоа што крстот се капе во одредени води, станува збор за ритуал, а не за символ. Крстот знаеме дека го потребувале римјаните за распнување на своите злосторници, на своите непријатели. Крстот го зеле подоцна како символ, затоа што Христос бил распнат на тој крст. Меѓутоа, крстот нема никаква вредност, нема никаква сила во него. Силата е во оној кој лежел на крстот, кој висел на крстот, а тоа е Исус Христос. Еве неколку само податоци да ви спомнам како години. Да го споменеме периодот на воведување нови работи. 786 година. По долга борба за и против, конечно во целата црква е воведено обожавање на крстот, на иконите и реликвиите. Значи 786 година. 850 година се воведува света вода, што е посветува свештеник. Значи, до тогаш немало такви празници, но 850 година се воведува тој празник, кај што свештеникот свети вода и наводно таа е лековита и многу важна. Кога човекот се оддалечува од Бога, тој се посветува на ритуали и на дворешна побожност. Причината зошто крстот денес масовно се носи и се трча по него, од една страна е мода, а од друга логиката на формализмот, верувањето дека тоа е вистинскиот знак на верата. Тој облик на религиозност апостол Павле го нарекува на изглед побожни, но без вистинска сила. И денеска, на жалост, фрлањето на крстот станува помодарство. Само да се докопат младите до крстот, односно тие кои се фрлат и потоа добиват големи награди, цела година собираат средства како подароци од верници и така натаму. Но секој нека се одлучи сам. Јас не се мешам во вашето верување, почитувани гледачи. Земете Библијата, таа нека ви биде подлога на се она што е потребно за нас христијаните да го работиме. Значи, треба и ние да се крстиме, кога ќе пораснеме, кога ќе бидеме возрастни, зашто крштевањето е знак на прифаќање на се она што Христос го кажа, знак на признавање, знак на еден нов живот, свртување на нова страница, зашто зборот крштевање значи баптизо, потопување, така да, еве, денеска е 19 јануари, кај што еден дел од христијаните го обожават како празникот водици. Но тоа е секако избор на секој од нас. Би сакал сега да кажам неколку зборови и за рубриката која имаме секој утро, а тоа е за апостолите. Знаете, зборуваме за апостолите. Денеска накратко ќе спомнам за апостол Јаков Зеведеев. Тој е еден од 12 апостоли на Исуса Христа и е признат како Христов следбеник. Бидејќи знаеме Исус имал 12 апостоли кои биле од различита наобразба, но го прифатиле Христовиот повик и биле со Исуса 33,5 години.
odnosno 33,5 godine Isus živel, no tije bile 3,5 godine su Isusa, iako imale svoje viduvanje, svoji padovi, svoji kačuvanja u svoj vjerski život, no Isus sakal da gi podgod, Isus sakal da gi pripremi za jedna važna služba, koga vo gornata soba bile zajedno 12 apostoli, koga Duh Sveti se izdil i tije bile prvite misioneri to je delo cvetot isprateni vo imeto na Isusa Hrista propovedali. Znači, apostol Jakov je roden vo Palestina. Zajedno su njegovi tatko i brat bile ribari. Pretežno ľuѓето vo toj del na svetu vo to vreme se zanimavale so ribarstvo. Vo Bibliјата, во Евангелијата заедно со останатите, значи своји роднини пријатели се нарекува и синови Зеведееви по името на нивниот татко. Тој бил голем приврзеник на Исуса Христа. Во Евангелието се вели дека Јаков бил еден од тројцата апостоли на кои Исус им ги откривал тие тајни или бил најблизок соработник со Исуса Христа. За него се вели дека не јадел, не пиел во смисол мрсна храна, се воздржувал, живел со лепи вода јадел, односно тој живот или таа исхрана е корисел поедноставна. Се вбројува во тие 70 апостоли што Исус подосна ги испраќа како негови апостоли и мисионери. Проповедал во повеќе делови после прогонството, значи тој го напушта Јерусалим и заминува во мисија. Се вели дека отишол да проповеда дури во Шпанија. Потоа се вратил од Шпанија и исто така се обратиле голем број на христијани, односно на луѓе благодарение на неговото проповедање. Бил осуден на смрт и едноставно бил, може да кажеме, убиен во 44 година во Ерусалим. Значи, тој својот живот го завршува во Ерусалим 44 година и завршува на еден тежок зверски начин, значи неговиот живот бил угаснат со убиство. Затоа што, како што вели самата традиција, сите ученици биле или убиени, распнати на еден зверски начин, нивниот живот бил прекратен, освен Јован Богослов, кој исто така бил во жешко масло ставен, но Господ го извадил, односно го избавил и умрел подоста некаде околу 101 година од природна смрт. Еве толку за апостол Јаков, почитувани гледачи. Одиме сега со уште една песна и повторно се враќаме во нашата емисија. Ja со вера гледам на тој груби старка, љубов мило што ни открива. Да на него Исус беше срамно распнат, да ме избави од грех и зло. Колку драг ми е тој стар крст, ни цел живот ке го ценам ја. Како замена за тој стар крст, Исус круна ке ми подари. Со крвена топе, тежок групира пат, но и таков јас го ценам знам. На него ја гледам, та Божја љубов, што за вечност пат
ako zamena za tvoj star krst. Isus kruna ke mi podari, Isus kruna ke mi podari. Evo ne повторно назад во живо во нашата програма, почитувани гледачи. Ја следите емисијата утринска програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути на Facebook страната Радио Глас на надежта. Еви денеска другаруваме, се ближиме до нашата рубрика кога зборуваме за водопадите, за селата, за нашите градови во Македонија. Овутро се одлучив да ви пренесам неколку информации за едно село по име Конче. Може би прв пат слушате или сте биле или знаете за Конче, но имам интересни податоци кои сакам да ги споделам со вас. Селото Конче распространето е под падините на планината Серта, на надморска висина од околу 650 метри. Тука земјоделството е основна дејност. Преку 300 куќи, стари и нови. Населението е мешано, македонско и турско. Тутунот нанижан речиси во секој двор. Постојат 2 реки, неколку чешми, мирис на роса и планинска трева. Така изгледа село Конче. Тоа е опис на еден новинар, почитувани гледачи. За соживотот е за излишно да се зборува. Мераба или здраво, сеедно. Ефектот е ист. Почита безпрекорна. Од секогаш сме имале соживот. За Бајрам се оди во турските куќи, а за Божик и Бадник во македонските. И сега да одите во Чејджилница, ќе видите како македонци и турци си седаат заедно. До сега никогаш немало никаков проблем, особено не етнички. Постојано сме заедно, си помагаме едни на други. Заедничко збирно место ни е пензионерскиот дом. Таму се вртат главните моабити, низ насмевка раскажува момчето Турчинче, кој по ништо не може да се разликува од неговото другарче Македонче, што постојано додава нешто. Да кажеме нешто за туризмот во Конче. Конче оддалечен од Скопје 140 до 150 километри. Најблиско големо или поголемо градче е Радовиш на само 22 километри, а до Струмица има околу 45 километри. Кога возите кон Конче, прво минувате ни селата Дедино и Инјево. Штом ќе ја догледате зградата на општината, знаете дека сте на вистинското место. Жителите ќе ве причекаат со насмевка и со убав збор. Ќе ве прошетаат и ќе ви раскажат се што сакате. Во Конче, на кое се надоврзува селото Љубиница, можете да видите асфалтирани улички, но и земени патеки, локални продавнички, амбуланта, пошта, основно училиште, комунално предпријатие. Има и 2 помали брани за наводнување, една приватна млекарница која произведува овчјо и козјо сирење, а тука и стадионот на фудбалскиот клуб Серта, кој е основан 1950 година, денес обрснат надвор во функција, значи не функционира, но сепак имат фудбалско игралиште. За одмор, пешачење, риболов, спортски риболов, најпосетувано место во околината е езерото Мантово, богато со крап, костреж, плашница, тоа се врсти на риба. Околу него има 200 вили. Неретко тука доаѓаат и љубителите на мотокрстрките. Позната е и локацијата Влашки колиби, која има бунгалови и најчесто е викенд дестинација за жителите од Конче и околните градови. Тоа е прекограничен проект на општина Конче со Бугарија. Близо е до езерото, има преобав поглед кон него. Одлична за релаксација и планината Серта со врвот Волчјак, висок 1159 метри. Во близина и Пожар, местото каде што е лоцирана метеоролошката станица за југоисточниот регион.
Na Petrovden, 12. juli, v Konče zajedno s останатите села се обележува денот на општината Конче. Жителите се собираат во Домот на културата, каде што настапуваат играорни групи, а по овој повод се организира и познатиот ноќен турнир во мал фудбал. Конче, според некои податоци, постои веќе 1000 години. Значи, 1 милениум. Како е да е, еве, почитувани гледачи, можевме во овие минути да се запознаеме со ова интересно село Конче, кое се наоѓа на 22 километри од Радовиш. Кога доаѓате од Скопје према Струмица, пред Радовиш десно се исклучувате од патот и има посебен знак кој во патова. Ја не сум бил, но имам таму и пријатели, но еве ако ми даде Господ прилика, сакам да го посетам и овој дел на нашата убава земја Македонија. Следува сега рубриката за совети од здравјето, односно совети за здравјето и споделуваме интересни рецепти. Ова утро сакам да зборувам, да ви прочитам совети за прополис, чувар на имунитетот, а потоа ќе споделам и рецепт тавче гравче, како се прави македонскиот специјалитет тавче гравче. Со употреба на прополис, човекот го намалува ризикот од разни болести, пред се од надворешните влијанија, посебно бактерии, вируси и габични инфекции. Токму сега, кога сме оптеретени со овие вируси, кога постојано излигуваат на виделина нови вируси, мислам дека прополисот ќе ни биде и текако потребен, почитувани гледачи. Со еден збор го спречува имунитетот да слабее. Присутноста на прополисот во нашето тело е многу важна. Зашто? Затоа што таа субстанција ги подсетува имуните кели на нивната обврска. Значи ги подсетува нашите имуни кели на својата обврска, спремно да ги дочекаат причините за бројни болести, а со тоа и ефикасно да го заштитат организмот. Како перфектен фармацевт, пчелата ни покажува како да го користиме прополисот, така што ќе го чуваме во куќата, како таа што го чува во кошницата. Грудка прополис, тешка од 40 до 50 грама, треба да се стави во секоја просторија каде што човекот се одмара или спие. Интересно, значи парче грудка ставете во секоја просторија каде што се спие или кај што боравите. Со неговото присуство и испарувачки мирис, прополисот дејствува на квалитетот на воздухот во просторијата, а освен тоа го дезинфицира просторот во кој живееме. Со гмечење на прополисот во текот на денот вршиме дезинфекција на рацете. Кај пушачите тоа делува на намалување на желба за пушење на тутунски чад. Прополисот може да се внесува во телото на повеќе начини, а еден од нив е тинктура, односно раствор во алкохол. Јас, почитувани гледачи, ќе ви покажам, имам овде прополис. Значи, кај што го користам, можете вие да си набавите, го има во апотеките, но и за другите пчеларски или луѓе кои се занимаваат со производство на мед, тие го имаат прополисот. Прополисот може да се внесува во телото на повеќе начини, а еден од нив е тинктурата, односно растворен во алкохол. Во 100 мл се става 40 грама прополис, грудка или издробен, па повремено да се протресе и да се раствори. После 10 до 15 дена се цеди низ газа или филтер. Талогот се остава зашто може да се употреби при повреди или рани. Исцедениот прополис се става во темно шише. Тој раствор се смета за јак, па употребата на капки треба да биде умерен, најмногу до 30 капки. За мали деца се препорачува до 5 капки, најчесто измешано со вода, млак чај или друг пијалок. Прополисот може да се измеша и со маслиново масло. Прво се замрзнува, па се мели да се добие прав, а потоа 100 мл маслиново масло се меша со 20 грама мелен прополис. Пред секоја употреба растворот се протресува за да се измеша. Се користи за надворешна употреба, например во случај на заболена кожа или нејзино штетување, како и при повреда. Тинктурата од прополис со алкохол или раствор со маслиново масло може и сами да ја приготвите, што е најсигурно и најефтино. Прополисот може да се џвака, доволно е да се држи во уста во величина од зрно грашок
ili pomalo, za da ja dezinficira устната празнина. Тоа намалува можноста да дојде до респираторните инфекции, заболување на непцата и на забите. Научно е докажано дека прополисот делува како природен антибиотик. Еве, може, почитувани гледачи, да си набавите прополис. Релативно не е многу скап во аптеките, но од приватните здруженија или луѓе кои се занимаваат со производство на мед, тие секако имаат домашен прополис. Значи, препорака е во овие зимски денови, па и во текот на годината да го користиме прополисот како превентива. Одеме сега да го споделам и денешниот рецепт. Земите си пенкало или слушнете емисијата и подоцна да запаметиме како се прави тавче, гравче на македонски начин. Потребно ни е 1 килограм граф. Може по избор, но убаво да имаме тетовец. Неколку везани пиперки, оние везани црвени сушени пиперки, 4 главици кромит, 1 свежа пиперка, 2 поголеми моркови, лук, црвен пипер, лажица брашно и секако зејтин или масло. Како тоа да го приготвиме? Потопете го гравот на неколку часа во млака вода. Ставете го да се вари и сврлете ја водата откако ќе зоври. Значи, првата вода треба да ја фрлите, да ја отстраните. Убаво, измејте го со топла вода и вратете го во тенџерото. Додајте топла вода, морковот исечкан на кругови, 1 главица кромит, црвената пиперка и малку масло, сето тоа се става. Варете го гравот додека омекнат зрната. Останатите 3 главици кромит и сецкајте ги на поситно и попржите ги во масло. Додајте го брашното, а потоа и црвениот пипер. Се тоа вратите го во гравот и оставете го да продолжи да врие на тивок оган, не на многу јак оган, туку на тивок. Додајте ја излупената и таа испасирана пиперка која што се варела во гравот. Значи, ја вадите, ја пасирате и повторно ја ставате. Зачините го со зачинска сол и по желба и по вкус може и бибер. Се тоа излите го во тава или огно отпорен сад, наредете неколку искршени суви или свежи везени пиперки и печете на 200 степени Целзиови половина час. Значи, не треба многу, зашто веќе гравот е скоро варен, но сега да се запече, да се потпече во тој сад на 200 степени. Готовото гравче оставите го да се олади и служете со салата или зимска торшија. На здравје, почитувани гледачи, испробајте го гравче тавче на македонски начин. Одеме сега со уште една песна и потоа се враќаме повторно да ја проследиме последната рубрика во нашата денешна емисија. Znaš kada gubim put, pastir si moj, ti sa mnom ti ideš svud. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja si čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, ti znaš kada gubim put.
Почитувани гледачи, дојдовме до крајот скоро на нашата денешна програма. Ќе проследиме последната рубрика Археологијата потврдува Библијата. Секој утро ви пренесувам кратки извештаи од книгата Археологијата и Библијата од професор Драго Обрадовиќ. Тој овде има интересни работи запишано и затоа сакам да ги споделам. Денески зборуваме за израелската стела. Фараонот Мернептах, кој живел некаде 1234 година пред Христа, син на Рамзес II, најверојатно современик на судијата Гедеон, по неуспешните војни, како и другите владетели уште на почетокот од своето владење, почна да размислува за животот по смртта. Одбрал места во западна Теба, на која себе си подигна величествен храм. Значи, за време на својот живот, овој водач, овој фараон си подигнал, може да кажеме, гробница во тој храм. Од библискиот храм позајмил споменик и на другата страна ги врежал своите војни успеси и походи во Палестина, каде што се судрил со израелците. Тесно на тој споменик кој се однесува на Израел гласи, сега да не го читам, овде имаме негов опис, меѓутоа денеска луѓето, односно порано, не верувале во тој надпис, не верувале во тој фараон и во тие извештаи. Се додека археолозите тоа не го пронашле и потврдиле. Еве што се случило 1896 година. Прочуениот археолог Флиндерс Петрием во стариот град Теба ја пронашол таа камена плоча на фараонот Мернептах. Значи, Библијата зборува за таа плоча и го опишува тој говор, односно тој текст го запишал, но луѓето го негирале, го отфрлувале, се додека 1896 година не била пронајдена таа плоча на која го опишува овој настан за фараонот Мернептах, која била свртена надолу. Кога ја откопале земјата, ептиологот го читал надписот на големата плоча која уште се наоѓала во јамата. Подвликувајќи се под плочата, таму повеќе часови лежал на грб за да го прочита текстот. Конечно, кога се извлекол од таа плоча, му рекол на Петри: на плочата се наоѓаат имења на разни асирски градови, а едно кое не ми е познато, Ишар. Зборот Ишар бил напишан на египетски хиероглифи. Како извореден експерт Петри веднаш го препознал името Израел. Па на своите соработници следната вечер им изјавил дека таа гранитна плоча во светот ќе биде повеќе прочуена од се што пронашол до тогаш, и навистина има право. Овде во книгава имам слика на таа плоча која е пронајдена. Овој 314 сантиметри висок гранитен споменик е на фараонот Мернептах, стар околу 3200 години, познат како израелска стела или стела на Мернептах, кој денес се наоѓа во централниот простор на египетскиот музеј во Каиро, изделкан е кон крајот на 13 век пред Христа и прв и единствен документ пишуван со хиероглифи во кој се спомнува името Израел. Тој краток хиероглифски текст ги потврдува библиските извештаи кои го опишуваат периодот на судиите. По секој име на народот или земјата во овој хиероглифски надпис следи знак кој значи странска земја. Меѓутоа, зад името Израел доаѓа хиероглифските знаци кои прикажуваат маж и жена како седат и знаци во множина, што покажува дека каменорезецот израелците ги сметал како народ кој уште не се сместил потполно во својата земја, за да може покрај неговото име да се стави знакот туѓа земја. Тоа се случило во времето кога Израел уште не бил населен во Ханан, туку помалку или повеќе живел номадски живот. Ова исто така е силен доказ дека Мернептах не бил фараон во времето кога Израел излегол од Египет. Ако ги прифатиме зборовите од третата книга на Царствата, 6 глава, 1 стих, каде што пишува дека Израел излегол од Египет 480 година пред владењето на Соломон, доаѓаме до 15 век пред Христа како датум на излегување од Египет, со што се согласуваат и археолошките и историските податоци. Значи, Израел излегол од Египет некаде во 15 век. Друго важно значење на споменикот на фараонот Мернептах, на него се спомнуваат библиски географски имења како што се Аскалов и Гезер.
да се стои денес пред овој нем сведок за Израел стар околу 3200 години и да се чита текст кој го спомнува Израел уште во почетоците на периодот на неговата историја, значи да се обнови и да се засили до вербата во библиските извештаи. Еве, почитувани гледачи, тоа беше извештајот за ова стела, израелска стела, која е голема придобивка за христијанството во потврда на Библијата дека е веродостојна. Археолозите ја потврдуваат Библијата. Еве, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме денеска, среда, 19 јануари. Ви посакувам убав ден, бидете благословени, чувајте се, бидете одговорни и ви закажувам нова средба утре наутро во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.